Мудроста е ќерка на искуството. Се зборови на познатиот уметник Леонардо да Винчи. Нашиот, условно речено, млад министер за надворешни работи Никола Димитров побара да му пратиме мудрост и нерви на една од клучните средби во Њујорк, каде ќе се преговара за името. А бидејќи мудроста е ќерка на искуството, досегашната емпирија не учи дека со грците тешко се преговара и тогаш кога ќе помислиме дека решението е на дофат или дека тврдите грци решиле да попуштат. Тешко дека тоа ќе дојде, но не што и да кажеме, двете земји никогаш не биле поблиску до договор. Дали е можно или денска Македонија да биде официализирана во САД? Вечерва во 24 отворено дебатираме со поранешниот премиер Владо Бучковски. Добро вечер и добро вечер. Да, добре дојдовте во студиото на Отворено. Со Марија Ристевска од Центарот за истражување и креирање политики. Добра вечер. Добро вечер. За вас аналитичарот Ибрахим Мехмети. Добра вечер. Добро вечер. И професорот Ѓорѓи Тоновски. Добра вечер и за вас, но и ќе имаме и поглед во соседството. Ќе скокнеме до Атина и Софија, што нашите соседи мислат за најновиот предлог во спорот за името и за тоа како се разбира ќе се реши ова двоиполдецениско прашање. Бучковски, на почеток, каква мудрост би можело да му пуштите вие на Димитров, со оглед на тоа бевте едно време и во овие преговарачки води со грците. Има ли универзална мудрост што може да ја искористи во овој момент таму? Па мислам дека нема универзална мудрост. Мислам дека е среќа за Република Македонија што главниот преговарач е токму Димитров. Тој порасна со овој процес, со барањето решение со Грција заради разликите околу нашето уставно име. Јас интензивно и соработував со него додека бев премиер на владата, додека беше преговарач. Тоа беа други времења, беше тогаш полесна задачата. Тоа е периодот од 2004 до 2006 кога реално имавме на масата многу подобри предлози, но немавме ваков интензитет. Сега јас сум убеден дека овие интензивни преговори на крајот сепак ќе завршат со компромис. И моја проценка е дека овој предлог кој го даваме ние ги зацврстува нашите преговарачки позиции. Мислам дека единствено фалија за тоа не е доцна и ВМРО ДПМН да го приспита својот став кој постојано го повторува. Тоа е дека тие би поддржале компромис кој би одел во правец да нема промена на уставот, што би значило и промена на уставното име. Мислам дека овој предлог подава рака и на опозицијата, пред се на ВМРО ДПМН, конечно да изградиме една заедничка позиција, што мислам дека во завршницата на овие преговори би имале далеку посериозни шанси на крајот да имаме компромисно решение кое ќе биде достоинствено и кое ќе биде одржливо. Рековте дека сме имале условно речено многу подобри позиции 2005-та. Некои велат кои што исто така биле вклучени во преговорите дека грците од секогаш инсистирале на тој ерга омнес што ја вклучува и промената на уставот. Сте сведок на такво нешто? За волја на вистината, толкувањето на ерга омнес кое сега го гледаме како инсистирање од страна на Република Грција, сега кулминира со ова значење. Ние и во периодот додека бев и член на владата и додека бев премиер, значи во периодот од 2002 до 2006, никогаш на овој начин не беше толкувано нивното барање за ерго омнес. Од наша страна, од македонска страна? Од македонска страна, но и предлозите кои ги има и нашиот преговарач министер за надворешни работи. Тој е, велам, за среќа инволвиран наназад повеќе од 15 години во овој проблем, знае како се менуваат околностите и дека ова е се нов момент во преговорите за кои беше неопходно креативно решение. Јас уште еднаш, според мој мислење, имаме креативно решение кое не става сега во позиција да не биде на крајот, како што вели Коцијас, од Вселената се гледа кој не сака решение, туку мислам дека драматично ги менува околностите и сега станува јасно дека грците се во позиција да бидат кочничарите, да не дојде до финално решение. Иако јас верувам дека ова е дел од тактиката за што веројатно во текот на оваа дебата ќе разговараме. Да, секако. Ристевска, пред неколку дена прочитав еден ваш статус или изјава во однос на тоа што вие практично и цело време го застапувате во
во вашите анализи. Прекина преговорите сега и веднаш. Зошто, ако веќе гледаме дека сме стигнати до некој крај, дека тоа ќе ги отвори портите, нели, на Македонија кон НАТО, кон Европската унија, што секако многу мина го посакуваат? Убаво сте забележале, значи Центарот за истражување и креирање политики уште во 2008 година, 2 дена после Букурешкиот самит, излезе со позиција, со став околу прашањето за името. Ние многу долго бевме активни во создавањето на дебата околу ова прашање. Може би се сеќавате на платформата за Македонија, која што се обидуваше 4 години пред Букурешкиот самит да ги утврди црвените линии македонски околу ова прашање, но стана јасно во Букуреш дека во суштина позицијата на Грција е да не се прифати било каква промена на името, туку да се оди на промена на идентитетот македонски, на името на македонскиот народ, на македонскиот јазик, на македонската православна црква, што е нешто што мислам дека ниту еден македонец не може да го прифати и поради тоа и се коси со сите, со правото на самоопределување, се коси со сите европски вредности, со основните човекови права и заради тоа треба да се прекинат преговорите со Грција. Но намаса е и нов предлог, Илинденска Македонија, кој што според многумина кои што ги анкетиравме во изминатиот период, не задира директно во идентитетот и е многу посреќно решение од сите досегашни. Зошто тоа не би било? Значи, нашата позиција, мојата лична позиција е дека ние не прифаќаме било каква промена на уставното име на Република Македонија воопшто. Зошто е тоа така? Заради тоа што е многу јасно, ова што го зборува професорот Бучковски, е сосема неточно. Значи, грчката позиција е многу јасна уште од многу одамна. На нивната веб страна, на веб страната на Министерството за надворешни работи на Грција има објавено 2 страни текст во кој што со bullet points се опишани позициите на Грција во однос на прашањето за името на Македонија. Многу јасно стои дека тие се за употреба на ново име, кој што ќе има географска одредница или временска одредница и која што ќе биде употребено внатре и надвор. Многу е јасно дека на Грција не ја одговара да инвестираат уште 20 години за нов договор да се склучи утре во Њу Јорк, да дипломатски да се троши, за да договори име за надворешна употреба, наспроти име кое што ние внатрешно би си го користеле како и досега без промена на наспроти тие документи кои што циркулираат. Бучковски е сепак инсайдер кој што учествувал во тие процеси. Имаме став кој што е сосема поразличен. Бучковски? За жал, нашата јавност и заради начинот на кој беа водени овие 25 години преговорите, на моменти недоволно транспарентен, е доведена во заблуда, како што е доведена во заблуда колешката Марија. Значи, сегашните околности се такви. Ова се грчките позиции, кои не беа такви во 2005 година. Значи, во 2005 година, почитувајќи времената спогодба, Грција беше соочена со реалноста дека Македонија ќе добие покана за членство во НАТО под привремената референца. Од кога тоа не успеа, доаѓаме во оваа фаза на разговорите каде што очигледно се подигната летвичката. Затоа мислам дека ова креативно решение кое е понудено сега од наша страна ја респектира реалноста. Значи, како е почнат спорот, кои се првите предлози, уште на почетокот, ако се гледа предлогот пред да биде времената спогодба, уште во времето на Сайрус Венс и Роберт Онил, грците инсистираат да имаме едно име за севкупна потреба и го нудат Нова Македонија, слеано, без превод на англиски. Значи, тоа се нивните почетни позиции кои со текот на времето, во зависност од силината на поддршката што имаше Република Македонија и силината на нашите позиции. Ние реално денеска повторно се враќаме на позициите Тие позиции грчки се менуваа,
сакате да кажете во Се овие менува, 20 на години секако се и менува, можеа да и бидат ние и дававме подобри и повод. полоши. И ние дававме повод. Значи, нашата позиција беше неприкословена во период 2004-2006, кога добиваме кандидатскиот статус, кога претходно Соединените американски држави го признаваат Тогаш нашето се уставно поставува име. прашањето зашто тогаш не успеавме да го решиме или Не зашто успеавме вашата затоа што влада не мислам успеа да дека го реши немавме оваа решителност. Ја го признавам фактот дека денес имаме решителност од наша страна, дека мора да дојде до промена на нашите генерални политики, дека времето работи за нас, дека и понатаму ќе се зголемува бројот на држави кои не признаваат под уставното име, а согласно времената спогодба, интеграциите во НАТО и ЕУ ќе одат и со времената спогодба и Грција нема да го користи правото на вето кое де факто го искористи во 2008. Соочени со овие нови околности, сега имаме нова ситуација каде што мислам дека ние исклучително добро сега се снаоѓаме. Ако сакаме да бидеме членки на ЕУ и на НАТО. Ова е лично мислење на колешката Марија. Таа мисли преговорите треба да прекидат, значи да се забетонира статус кво состојбата. Мислам дека мнозинството граѓани во Република Македонија бараат решение и бараат влез во НАТО и во Европската Ристовска, унија. што би правила Македонија доколку ги бетонираме Значи има позициите? повеќе опции за тоа, само да кажам дека сметам дека ние создаваме погрешна перцепција, убаво кажа професорот, уште од времето на Сайрус Венс позицијата на Грција е иста, ерга омнес, значи промена на име за севкупна употреба надвор и внатре и промена на така наречените иредентистички делови, елементи од нашиот устав. А тие се многу јасно наведени и на онаа веб страна на Министерството за надворешни работи, името на нацијата, името на народот, името на јазикот, името на црквата. И таа политика е толку конзистентна на Грција и е рефлектирана во сите документи и сите политики на ЕУ кои се однесуваат на комуникација во однос на Македонија. Погледнете, целата комуникацијска стратегија на ЕУ во однос на Македонија е бришење на се што е македонско. Немаме македонски, ние сме биле во ситуација како think tank да треба да го ревидираме историското минато на земјата. Значи, ни имаат кажано дека треба Socialist Republic of Macedonia да го тргнеме и да пишува Socialist Past of our country. Не сме се сложила, заради тоа што имаме човечко право да мислам историјата е таа, не можеме ние да ја променим. Сакам да кажам дека имаме многу опции. Со прекин на преговорите, опциите се следни. Да се побера првин во Обединети нации, каде што сме еднакви со Грција како членки, да се побера Генералното собрание на Обединетите нации да ја преиспита легалноста на приемот на Македонија, заради тоа што во услови кога ќе ве прекинам затоа што баравте ние имавме решенија. Да, меѓутоа ние имавме и пресуда на судот во Хаг во која што потврди дека Грција ја прекрши времената спогодба. И тука не се согласувам со тој со документ професорот апсолутно дека ништо ние не сме можеме да изгубиле направиме бидејќи позицијата реал политиката е таква каква што е, за жал. Грција ја има моќта и го користи тоа. Дали вештината на нашите преговарачи, можноста да отвориме и да добиеме поинакво и подобро решение, сега не е можност за ова што на Македонија и треба насушно. Сакате да кажете дека сега имаме преговарачи кои што ќе бидат успешни во една нерамноправна битка со Грција, да ја добијат битката и да го заштитат нашиот идентитет, а нема да ја добијат во рамноправната битка во Обединетите нации во собранието на Генералното собрание, каде што 140 земји не имаат признато подуставно име? Ве молам. Значи, пред Генералното собрание, доколку ја оспориме легалноста на приемот на Република Македонија заради двата дополнителни услови кои што ни беа поставени во времето на прием, и резолуцијата, доколку се донесе, а ќе се донесе без никаков проблем, прашањето потоа правно се решава пред судот. Истиот суд кој што реши во корист на Македонија. Во моментот кога се носи судската пресуда, автоматски Република Македонија може да го користи името во Генералното собрание на Обединети нации. Потоа, нашата преговарачка позиција со ЕУ и со НАТО е сосема различна. Добро. Не сме во подчинета ситуација. Благодарам за како сега. сега. Мехмети, дали вие сметате дека сегашната позиција на Македонија дозволува уште можност за тактизирање и барање вакви одоколу решенија или овие директни преговори се можеби една од последните шанси да го фатиме приклучокот кон западниот свет? Прво, сакам да кажам една
работа што е позната за Балканот, за сите нас. Ние сме познати по тоа што браќа или комши со години се спорат за дали водата од стрејата паѓа на него или на комшијата, ова плацот или меѓата. Или кога орат, дали плугот оди од левата или од десната страна и така се убивале луѓе, или се карали, се одат по судови, или имаме случаи каде што двајца комши или браќи имаат заеднички влез во куќата, едниот го блокира другиот, не само Македонија, тоа цел Балкан е така. И оваа дебата... Си имаме територијални спорови во Територијални спорови имаме помеѓу сите балкански држави, освен Македонија. Еден дел од мојот двор, да речеме, е на име на комшијата. И сега што да правиме? Значи, тоа е нашата реалност. И ова со спорот со името ме подсетува на овие приказки. Значи, дека имаме сега еден двор, Македонија, кој што е таа историски регион, Македонија, кој што е поделен помеѓу тројца или дури четворица комши, и сега сите се спорат кој е на кого му припаѓа поголемиот дел или поголемото право и така натаму. И ако продолжиме вака, ја мислам дека никогаш нема да стигнеме до крај, ќе останеме кај што сме. Ова што сега се случува во оваа фаза, јас се сложам со тоа што го кажа професорот Бучковски, дека нашата дипломатија и Димитров како министер мислам дека направија голем пробив. Ако тргнеме од позиција дека преговараме за да го решиме. Значи ние имавме години од сега да не кажам која година, 10 години последни, каде што се тврдеше дека ние преговараме, ама не го менуваме името. А се преговара за името, така? Значи или преговараме треба да бидеме спремни да прифатиме компромис, или да не преговараме, и тука се сложува. Ако сме решили дека ова е нашето име, вие што сакате правите, окей, тоа ги прифатиме и последиците од тоа. Ако не сме спремни да ги прифатиме последиците, а тие се изолација и тонење, бидејќи во животот и во политиката нема стоење на место. Значи или се движите или тонете надоле, не може да стоиш на место. Ако сме ние толку силни да ги игнорираме сите околу нас и не околу, него и подалеку и поблиску, сите тие што се заинтересирани, а сите се заинтересирани очигледно, ако го земе примерот дека потпредседател на Америка му се јави на Ципрас па на Заев, тој сигурно има многу поголеми проблеми, имаат Северна Кореја, Иран, Блиски Исток, Сирија, што ќе знам, али му се јавил и тоа ден или два после објавата на ова последна рунда на преговори. Со тоа мислам дека меѓународната заедница е тука силно уверена дека ќе истурка решение кое што ќе ги задоволи двете страни? Меѓународната заедница го знае тоа што ние можеби не го знаеме, а тоа е дека мора да има некакво решение. Какво и да е. Значи, Македонија треба да каже еднаш, си да се сложат, дека ние не го менуваме името и се откажуваме од преговори. Што сака нека биде? Дали ќе ни изолира, дали Грција ќе изолира, не знаеме. Тоа треба да го видиме, треба да рискираме. Ако сме толку спремни да рискираме, но ја мислам дека има шанса и после ова последнава, да речеме, објава на премиерот Заев за решението и за подготвеноста за промена за прифаќање на некое ново име, што мислам дека е најпозитивно во овој што предлогот доаѓа од наша страна, значи не доаѓа од брамбена постојано, него првпат сме ние во контранапад, што би се рекло спортски, и тоа е најпозитивното нешто. Добро, но иако ако гледаме од друга страна, грците веднаш тоа го искористија, па го издвоија предлогот, па рекоа добро е што Македонија конечно прифати промена на уставот, а го отфрлија предлогот. Тоа не е нешто многу изненадувачко, кога знаеме дека тоа беше услова за нив од нивна страна да разговарат. Они вика, ние разговараме само за ергомнес. Ако не разговараме. И они тоа може да го направат, бидејќи не се зор. Ние сме повеќе на мака и ние викаме добро. Или викаме, мислам дека тоа беше малку избрзано. Томовски, да вклучам, каде е во овој сет на прашања македонската црвена линија? Можете ли да ја почувствувате во однос на промената на уставот и одредницата што треба да стои? Мисля дека македонската црвена линија е дека ние овој пат мора да успееме. Што значи тоа да успееме? Тоа значи дека да се приведи до крај целата оваа мачина која што ја чувствуваме овие
3 децении, со еден голем полет и со една голема подршка кон ова што сега се случува, кон целата оваа сериозност и достоинство со кое настапуваат нашиве луѓе, преговарачи. Воедно, мислам дека треба малку повеќе да се има во предвид и социолошкиот аспект, но исто така и овој меѓународно правниот аспект, да речам, на проблемот, односно на се тоа што се случува. И веројатно досега толку потреба на повикување на духот на времето на Морено немало како што сега го имаме, бидејќи ние зборуваме за различни периоди од развојот на македонското општество досега во овие 3 децении, меѓутоа исто така и за различни специфики кои што го наметнуваат проблемот или го прават проблемот посложен или сега полесен. велите дека сега е дојдено до крајот. Мислам дека во овој момент е проблемот веќе вжарен, вжештен, затоа што во македонското општество се чувствува прво едно многу голема поделеност, знаете, која што оди по линијата да се преговара или да не се преговара, да се прифати име или да не се прифати име, какво име и кое име и така натаму. Но мора да признаеме дека и доколку добиеме некое решение со кое што не сме доволно среќни, таа поделеност може и да еруптира. Па не верувам јас дека ќе добиеме некое име кое што нема да не направиме доволно среќни за мнозинството од населението тоа да го прифати како аргумент. Бидејќи видите, ова што го слушаме и колешкава е слушам дека не треба да се преговара, да се прекинат преговорите и така натаму. Јас за жал никогаш не чув аргументи зошто тоа би се направило и што од тоа ние би добиле. Добро, Да, ајде да чуеме дел од аргументите. Благодарам, Тоновски. Вака, значи, зошто не треба да се промени името? Заради тоа што промена на името не е решение на проблемот. Тоа се види во 2008. Тие не се за промена на име, тие се за промена на сите македонски придавки. Значи, на непостоење на македонски јазик, на непостоење на македонски народ, на непостоење на македонска православна црква. Тоа, за таква промена немаме никаква согласност од македонскиот народ. Значи, сите истражувања на јавното мислење ни покажуваат дека над 60% од македонците не се спремни за било каква промена на името. Најлошо е што ако ја направиме промената во таква ситуација, кога имаме 60% од македонците не спремни за било каква промена, ние имаме зголемување на јазот помеѓу македонците и албанците. Значи, си создаваме огромен внатрешен проблем кој што ниту ЕУ, нити НАТО безбедносно не може да ни го реши. Внатрешниот проблем ќе биде долгорочен и ќе биде крајот на земјата. Ние мораме да го разрешиме. Спротивната теза на тоа е дека внатрешниот проблем помеѓу македонците и албанците може да се продлабочи токму ако Македонија не стане дел од овие интегративни процеси. Сега другата работа... Мехмети, ќе ве вклучам вас, бидејќи... Кратко ќе кажем. Значи, ако добиеме не толку поволно име, може би ќе имаме поделба. А ако не го решиме проблемот, верувам сигурно дека ќе имаме проблеми. Тоа е разликата. Значи, разликата е исто така во кога ќе го направиме тоа. Не може да стоиме на место. Значи, во тоа е моментов проблемот. зошто го правиме, ја правиме промената, за да почнеме да добиеме покана за НАТО и да почнеме преговори со ЕУ. Дали тоа е доволната цена која што треба да ја платиме сега за да ја смениме идентитетот македонски и името на државата? Ајде да го вклучам Бучковски. Или Како, треба... што би се случило ако Младен. излегува дека секоја година или секои 5 години добиваме се полоши предлози? Што би се случило после 10 години? Младен, проблемот е што во нашата јавност веќе има конфузија и начинот на кој колешката Марија ги објаснува работите дополнително ги загрозува нашите позиции. Значи, ако еден влијателен think tank мисли дека со овој пакет кој го имаме е загрозен нашиот идентитет, тогаш треба реално многу почесто едукативно да се објаснува дека во овој пакет напротив
се гарантира нашиот идентитет и се отварат портите Како на се гарантира? Со тоа Што што е во пакетот? Со тоа што атрибутите, па сега јас мислам дека сте го Илинденци? прочитале. Кој рече дека илинденци, дека значи Марија, начинот на кој сакаш да наметнеш дебата не оди на нивото кој мислев дека овде ќе разговараме. Значи, ние да го прифатиме илинденска Македонија, го зацврстуваме темелот на нашата државност и правиме дистинкција, бидејќи разговараме и сме креативни. Бараат грците да направиме географска разлика, дистинкција помеѓу нашата Република Македонија и поимот територија Македонија, каде што повеќе од 50% е во Грција. Нашиот премиер пред 3 месеци прифати дека ние сме подготвени за таква нешто, да имаме географска одредница и да направиме дистинкција. Но преговорите покажаа дека она што го имаме на масата може евентуално да го загрози идентитетот и може да создаде проблеми околу одржливоста на тоа решение. Затоа ако упорно веројатно повторува нашите преговарачи пред се Димитров и Заев, дека бараме креативно решение. Ова мислам дека за мене беше позитивно изненадување, но создаде во преговорите, ова е дел од нашата тактика, наша предност. Бидејќи обезбедивме во тој пакет, бидејќи јас мислев дека го знаете пакетот. Значи проблемот е опсегот, идентитетот е загарантиран и тоа веќе обезбедено со потребата дека нашиот јазик ќе биде македонски и дека нема никаков проблем, никој не бара да биде променета нашата македонска православна црква која патем направи додавка дека е Охридска архиепископија пред неколку години и со што не го загрози својот идентитет. Туку напротив, сметаше дека го зацврстува со тоа што трга корените, темелот на македонската православна црква е Охридската архиепископија. По аналогија, ова што нашите го извадија на маса, реално го зацврстува нашиот идентитет. Го прашавте нашиот колега како би се чувствувале албанците. Мислам дека и албанците имаат на маса предлог за кој може да застанат. Погледнете само што говореше, да речеме, кога се плашеше македонската јавност, председателот на собранието Тала Џафери. Па ќе видите дека тој го цитираше Крушевскиот манифест кој повикува на обединување. Затоа се препознава тука и нашите сограѓани албанци, но и сите други. Ако ги погледнете кој се согласите дека немаше анкета за предлогот Илинденска Македонија, за од него да ги вадим. Македонија имаше и тој беше неприфатлив. Јас еве сега на овој начин на кој верувам во ова решение, иако мислам дека ова решение можеби е само чекор да се стигне до целта што внимателно ако се следат потезите од наша страна, јас не би сакал докрај да ги кажам моите очекувања за да не ги загрозам нашите преговарачки позиции, бидејќи внимателно се следи кој што кажува и ќе мисла дека поранешниот премиер знае нешто повеќе од другите, па може да ги загрози нашите позиции. Но ќе се држам до решението Илинденска Македонија. Тврдам дека ВМРО ДПМН се уште има можност да го прифати, да ги забетонира нашите позиции. Тогаш ќе нема калкулации за кои вчера говореше премиерот Заев. Грците велат, па вие за ова решение не можете да обезбедите двотретинско мнозинство. Јас прашувам, а што ако обезбедиме двотретинско мнозинство? Што ако на референдумот, јас тврдам, ова решение да биде на 2 август, сега да биде, над 70% од граѓаните на Република Македонија ќе поддржат Илинденска Македонија, ако пишува кој тоа предуслов за влез во ЕУ и за НАТО. Јас тоа врз основа на искуството што го имам и она што го гледам како е одекот во јавноста. Немавме ние сериозни критики во јавноста. Поединци кои секој пат нешто им пречи. Гледам тие до вчера што велеа зошто ќе се викаме Северна Македонија, се велат не, дајте нека биде Северна или Горна, поарно е отколку ова решение. Значи секој пат ќе има некои поединци, тоа е демократија, кои ќе бараат да имаме дебати, така имаме дебати. Добро ви сте да. Јас не сум поединец, ниту пак проблемот е во мојот think tank. Проблемот е што 60% од граѓаните континуирано од 2010 година до 2018 година се против
Тоа е манипулација. Не е манипулација. Манипулирате. Јас тврдам дека манипулирате. Тоа е Јас тврдам дека конзистентен став на манипулирате. поголемиот Како дел што од граѓаните манипулиравте во за Република резултатите од Македонија. председателските избори. Добро, но немаме, од како што избори. рековме, немаме Јас мислам анкета дека за тоа Елинденска, манипулација. тоа беше не е анкета за анкета, Горна ова е Македонија. анкета на други, на истиот институт кој што ја прави од 2010 година. И цело време се конзистентни резултатите. Значи, До ние можеме да 2018 не се релевантни. Не. Па беа други околностите, нема се вакви Ама околности. исти се и во 2018, имаме над 60%. Значи, сакам нешто друго да кажам, дека ние овдека сме четворица и многу е јасно дека на сите дебати кои што се организираат во последниот период, ваква е дистрибуцијата на силите, каде што секогаш имаме нерамноправна распределба, каде што тројца се против еден, за да се покаже пред јавното мислење, да се креира јавното мислење дека имаме доминанција на една идеја и да се убедат другите дека треба да бидат со групата, но во суштина случајот е различен. 60% од македонците не сакаат никаква промена на името. Македонците, но да потенцираме дека тоа станува збор за предлогот Горна Македонија. Тоа е сериозна разлика. Ако 60% од македонците според твојата анкета не се, значи ќе успее референдумот. Значи 40% македонци со албанците, турците, власите и србите ќе изгласаат решение кој ќе биде повеќе од ова. Затоа што биди прецизна, говориме дали 60% од граѓаните или 60% од македонците. Значи, 48,4 од сите граѓани во 2010 рекле дека се за никаква промена на името, од кои што плюс имаме луѓе кои што се за промена за надворешна употреба само. Ама за внатрешна употреба се дури 18. Нерелевантна е анкетата че има од 2010-та. Не, ќе ви кажам и од 2018-та. 47 се во 2018. Сега пред 2 недели ова анкетата на Телма, на ИЦДС и на МЦМС. Истиот анкетар е цело време. Институтот за демократија и Societas Civilis, како се вика. Земате од 10 прашања само едно кое ви одговара и тоа го пласирате. Тоа е единственото прашање кое што го имаме во континуитет и се однесува на промената на името. Сакам нешто уште да кажам. Го имаме експерт, имаме социолог овде, тоа е манипулација. Добре, ќе се навратиме, повелете Тоновски. Мислам дека премногу се играме со едно суштинско прашање. Не случајно го спомнав и социолошкиот момент. 2010 е едно време, 2018 е друго време. Па исти се резултатите во 2018. 2010 имате една демографска ситуација во Македонија, 2018 имате друга демографска ситуација во Македонија. Да ви кажам дека по Германија во 2 соби по 10 дечиња седат таму и чекаат шанса како да останат во Германија. Вие сакате ли да видите дека земјава се празни, дека земјава се повеќе тендира кон поимот територија, а не држава, и сакате ли да видите дека ние во моментот кога имаме историска можност да го постигнеме она што постојано нам ни недостига, тоа е националниот консензус или граѓанскиот консензус околу едно од најбитните прашања, ние и тогаш тој момент го пропуштаме и го пуштаме оној момент дека ние си имаме синдром на самоуништување, тоа не можеме да се спасиме. Тоа не е во ред. Добро. Да знаете, to be or not to be. Да бидеме Јас мислам дека ова на маса имаме конкретен предлог. Јас имам реплика. Мораме да разјасниме. Значи, анкетата е за спорот за името, ставови на јавноста во Македонија. Македонија, Марија, не манипулирај со анкета која е нерелевантна. Збориме за нов момент во преговорите. Професоре, ве молам. Па тоа е манипулација. Не е манипулација. Јас ви кажувам дека пред емисијата за Елинденска Македонија телефонски можете да го направите. Зошто не сакате вие да помогнете на јавноста да направиме консензус меѓу сите дека имаме добро решение? За промена на името. Професоре, немаме консензус за двете прашања. 47% не чувме дека ВМРО ДПМН го одби предлогот, на пример. Ама и ова не чувме дека албанските партии го одбија предлогот. Ако политичките партии кои што предводат или ангажираат најголем дел од граѓанството се согласат околу овој предлог, нели мислите дека тој може да помине? Не, мислам дека не може да помине, заради тоа што народот е тој кој што решава. Ако 47%
Немој да манипулираш, Марија. дека Ова е нема груба да се манипулација. согласат со било каква промена и други 18% нема да се согласат со промена на уставното име, а тоа е играта на Грција, значи тоа е единственото прифатливо решение за нив ерга омнес, можеме слободно да кажеме дека никакво креативно решение, па макар било и Линденска Македонија, нема да помине пред граѓаните. Добро, благодарам. Мехмети. Само Ние нешто, може да 3 кажам. спрема Да. 1 ќе биде, ако има референдум, 3 спрема 1 ќе биде со односот. Значи ние Добро. не сме се договарале со Младен Мехмети тука да повелете, бидеме да. со аргументи против Но ова- тебе, прв пат ги Благодарам. слушам И овие Мехмети, аргументи. повелете. ова е слика за зашто ние не може да го решиме проблем. Значи, идентитетот не припаѓа само на Марија, нити само на мене, тој припаѓа на сите граѓани, така? Сите имаме идентитет некаков. И ова, мислам, манипулацијата со историја и со статистика е позната. Најлесно може да се манипулира со тие работи. А ова, најновата, според мене, ова многу интересен феномен каде што се тврди дека ако се направи промена на името, дека се губи идентитетот, мене ми е со сета почит безсмислено. Не можам да го сватам. Што значи тоа? Значи, не можам да го сватам искрено. Идентитет се менува, имавме во Бугарија 80-те Јас години. не знам Не, дали дозволи. ви го знаете Не, дозволи ја да нашиот кажам. фолклор. Не, Да му сега дозволиме вашиот на фолклор. Мехмети да Не, не, не. објасни зошто Зашто премногу слушав, сега сакам ја да кажам повелете. нешто. А промена идентитет беше во Бугарија 80-те години, кога на турците им вика вие сте бугари. Тоа е промена идентитет. Не е промена идентитет. Јас сум што сум ја? Македонски албанец, албанец од Македонија. Мој идентитет е тоа е систем на вредности, систем на верувања, култура, традиција, фолклор и така натаму. Не може тоа да се промени така, едноставно ќе ни го промени некој идентитет. Од мене ми е тоа чудно. Може да имаше промена, односно таква тенденција, мината влада која тврдеше дека македонците се антички македонци, не се словени. Тоа беше промена од самата влада. Не беше од Грција или од Франција, беше од самата влада промената направена. Така? И после имаме нова промена. Значи, тоа е промена кога некој наметнува, ти ја менува, ти го менува системот на вредности, а не промената на името државата, па чесите го променја сами името. Не беше Чек Репаблик, сега Репаблик of Чекија. Има X такви примери каде што самите влади и народи имат и по 2-3 имиња во самата држава. И мислам дека премногу се манипулира со тоа и се ствара негативна атмосфера. Од друга страна, ова што го слушаме, значи, мислам дека е и социолошки проблем, тоа е страф од промени, страф од решенија. Не можеме да инсистираме постојано да оставаме на истите позиции. Значи, кое би било решението? Решението би било да не правиме ништо. Јас кажам на почетокот, тоа да не разговараме за ништо. Зашто ВМРО преговараше 10 години? Да, јас сум против Е, тоа. пак, се, и што јас преговараш. преговарам 10 години, се само мене не ми се свија, јас сум против сите. Не може така да се... И не дека ние тројца сме против тебе, туку едноставно се говориме за реалност. И овие податоци што се тука, јас кажав, значи статистиката јас сум се бавил, сум обработувал многу овие анкети и мислам дека тоа не може така да се земе како некоја метафизичка вредност, туку треба да се гледа во тек на времето и треба да се гледат и други истражувања, не е само овие истражувања, не знам ни кое точно истражување. Благодарам. Да додадам Ајде, само кратко околу сакам да- анкетите врз основа на нашето поново искуство. Затоа што се плашам овде гледам помлади луѓе дека можеме негативно да влијаеме. Значи, не така далеку, во 2001-та, кога имавме војниот конфликт, ако ги следевме анкетите, Македонија денеска веќе немаше да постои. Значи, лидерството, јас за прв пат признавам лидерство. Значи, и пораките внимателно се бирани од Заев и секоја чест за дел од пораките кои беа испратени и кон нашите соседи од Грција. Значи, рече, што треба да направиме да го гарантираме неповредливоста на границите и територијалниот интегритет. Второ, кога говориме за анкети во овие нови околности, кога и ВМРО ДПМН, уште еднаш повторувам, би дал поддршка, јас сметам дека би била одлична стартната позиција во оваа завршница на Република Македонија. Инаку, пред рамковниот договор, нека ги погледне Мари, анкетите беа поразителни, но лидерството тогашно на председна покојниот председател Трајковски, на големата коалиција која се направи за таа цел, доведе до тоа да имаме решение која направи Македонија посилна, направи чудо во 2005-та доби
кандидатски статус, Европската унија, сите велеа дека е лидер на Балканите и одеднаш почна оваа поддршка која беше на почетокот 20% да биде после 5 или 10 години 60%. Така да јас тврдам дека и вакво решение, затоа што ова е едно шок решение кое се прави во клучен момент од преговорите, кога многумина мислеа дека преговорите ќе пропаднат заради тоа што немаме одржливо решение. Така што јас би бил крајно предпазлив кога се кажуваат бројките. Релевантни бројки не можеме да имаме во овие околности кога повеќе работат емоциите, а не рациото. Добро, благодарам. Да не бидеме само затворени во овој наш македонски свет. Сејад Резановиќ денеска разговараше со дел од грчките интелектуалци, па сакам да го погледнеме тој краток неколкуминутен разговор. Mr. Koutsikis, hi. What is the opinion among the regular citizens? Кое е мислењето меѓу граѓаните во однос на предлогот Република Илинденска Македонија? Мислат ли граѓаните дека тоа е основа за решение? People are watching with interest the negotiations on the name issue. Граѓаните се заинтересирани за се што се случува околу преговорите за името. Се што се случува за овој проблем е често прва вест на вестите и на главните наслови на вестниците. Анкетите на јавното мислење покажуваат дека поголем дел од луѓето не прифаќаат решение со името Македонија воопшто. Затоа не мислам дека и Илинденска Македонија е прифатливо решение за мнозинството граѓани, особено во Северна Грција. Acceptable solution for the majority of especially in northern Greece. What is the final position of the Greek government about the proposal Republika Ilindenska Makedonia? Која е финалната позиција на грчката влада во однос на предлогот Република Илинденска Македонија, бидејќи добиваме контрадикторни информации? Владиното соопштение може да се интерпретира дека предлогот е мртов, но и дека Илинденска останува како можност за преговори. Is going with negotiations and maybe that they will negotiate about Ilindenska Makedonia. Say that I'm a little bit confused because the name Ilidenska Makedonia wasn't publicized by the Greek side. Тука работите се малку збунувачки бидејќи името Илинденска Македонија не беше објавено од грчката страна и името го видовме на твитот на вашиот премиер Заев. Во официјалната реакција на грчката влада се поздрави прифаќањето на Ерга Омне со страна на владата на Фиром и се додаде дека најдобро е името да се реши според предлозите на Метју Нимиц и така индиректно се исклучи опцијата Илинденска Македонија. Може би брзото одбивање на ова име од грчката опозиција го создаде тој став. Партијата на независните грци, која е дел од владата, исто така не прифаќа решение кое би го имало зборот Македонија, а премиерот Ципрас се надева дека евентуалното решение би го постигнал со останатите партии. Предлогот Илинденска Македонија не беше поддржан од никого во опозицијата, може би единствено од Ставрос Теодоракис. Мислам дека во следните неколку дена ќе имаме подобра перцепција кога Нимиц ќе се сретне со Кодзијас и Димитров во Њујорк. Mr. Koutsias meeting with Mr. Dimitrov and the UN Special Negotiator Mr. Nimitz in New York. There was some information in the Greek media that Mr. Tsipras Излегоа некои информации во грчките медиуми дека премиерот Ципрас го сменил мислењето за предлогот Илинденска Македонија после повикот на потпредседателот на САД Майк Пенс. Кое е вашето мислење за таа шпекулација? mind about Ilindenska Makedonia. As we know, U.S. Vice President Mike Pence expressed to Greek Prime Minister Alexis Tsipras Подпредседателот на САД Майк Пенс на премиерот Ципрас му кажал дека постои историска можност за решение за името меѓу Атина и Скопје. Господинот Ципрас претходно кажа дека постои можност за решение. Не мислам дека овој телефонски повик негативно влијаел врз грчката страна и мислам дека шансата за постигнување договор се уште постои. say that this phone call negatively affected the reaction of the Greek side. I think the window of opportunity is still open. If Mr. Tsipras pushed the Ilindenska Доколку премиерот Ципрас успее да избутка решение базирано врз Илинденска Македонија во парламентот, мислите ли дека владата би обезбедила мнозинство за гласање на тој предлог? As I said before, from one hand, the position of the two government partners
on the name issue. Како што кажав порано, позицијата на два партнери во владата за тој предлог и од друга страна ставот на опозицијата создаваат став дека предлогот Илинденска Македонија не би имал шанса во грчкиот парламент. Може би едно од имињата кои се дел од предлозите на Нимиц би имало подобра шанса, се разбира со инсистирањето на грчката страна за севкупна употреба и промена на уставот. Ова е клуч за успех во парламентот. Со оглед на информациите дека постојат уште многу отворени прашања, не сум оптимист дека решение може да се најде во следните неколку дена. Се чини дека ќе бидат потребни уште чекори од двете страни и сигурен сум дека нашите политичари го знаат тоа, или барем се надевам. Revision. I think this is the key. Mr. Koutsiokis, thank you for your interview for Otvoreno. Thank you very much for this communication. Greetings from Thessaloniki and I hope see you soon. Да, го слушнавме ставот на грчките новинари или интелектуалци. Не случајно го спомнаа разговорот со Пенс, но не го спомнаа разговорот што вчера го имаше Меркел и со Заев и со Ципрас. Што значи ова, да речеме, невообичаено до сега вклучување на големите сили во спорот? Може ли да ја промени оваа ситуација на ригидна позиција која што гледаме ја застапуваат и грчката страна секако? Според моје мислење, меѓународната заедница е крајно предпазлива, а зад кулисите интензивно се обидува да помогне да дојде до решение. Пред се тука мислам на Германија и во овие моменти, затоа што досега беше невидливо инволвирањето на Соединетите Американски држави, можно е и од нивна страна дипломатски да ги охрабрат пред се нашите соседи од Грција дека треба сериозно да се разгледа предлогот Илинденска Македонија. Значи, тој пакет што за грците освен името се друго е прифатливо, не доведува нас во позиција да вратиме веројатно некои другите решенија, но каде што пакетот ќе биде различен пред се во делот на опсегот. Затоа што факт е дека последните 2 месеци се потроши време за да се разјасни што значи ерго омнес и нашиот обид наместо промена на уставот заради промена на уставното име со иницијативата да имаме уставен амандман каде што би вметнале дека ќе имаме меѓународно име, не најдуваше досега на разбирање од грчка страна. Но во хипотетичка ситуација, јас мислам дека на масата ќе бидат двата предлози. Илинденска Македонија или Маседонија Илинден со ерго омнес, или втората варијанта што може грците да ја одберат од 4 имиња, каде што би имале самоуставен амандман, а би останал нашите уставни име. Ја не гледам трето решение, затоа што креативноста може би повторно пријатно да ни изненад нашите нашите што преговарачи. Не сакавте да го кажете пред малку, може би. Не, има и нешто друго што мислам дека, но од тоа што е достапно, затоа што мора да признаеме дека за прв пат имавме крајна дискретност и дискреција од македонска страна и никој не знаеше до завршувањето на разговорите, веројатно канцеларката Меркел разбра пред нас, затоа што по она јавна средба за ноќната не ни знаеше, македонската јавност имаше шпекулации, ја соопшти Ципрас во Софија. Еден час траеше во Софија средбата, потоа имаше тета-тет средба Заев со Меркел, па Ципрас со Меркел. И затоа сега овие околности нови веројатно повторно треба да инволвираат Германија како олеснувач во завршната фаза од евентуалниот договор. Добро. Доколку македонски преговарачи излобираат заштита на условот, односно не промена на уставното име, со некои од придавките кои што беа на маса, дали во тој случај го застапуваме истиот став, Ристевска? Мислам дека е невозможно. Јасна е позицијата на Грција дека тие сакаат промена на сите иридентистички елементи во нашиот устав. Но доколку е јасна позицијата, тогаш нема потреба од преговори. Претпоставувам дека Димитров немаше ни да полета за Њујорк. Ние сме уценети во моментов, ако сакаме во ЕУ да смениме се што Грција сака од нас да смениме. Така што Грција е во многу силна позиција и таа ќе никаков дипломатски притисок нема да ја помести од таа позиција. Гледаме и во изјавата
дека јавноста не го поддржува Ципрас да направи отстапки, а тоа сме го виделе и во многу изјави на сите политички представници на грчката влада, кога било какви притисоци им правеле и европски политичари, и представници на Европската комисија и така натаму. Така што јас верувам дека се во ова што денеска го чувме е само подготовка дополнителна на нашата јавност да прифатиме било каква промена на името, затоа што ние сме во моментов уценети да земеме се што Грција нуди. Прашањето е дали треба да го направиме тоа сега, кога ќе добиеме што? Само почеток на преговори и покана за членство во НАТО. Дали вреди додека за 10 години, додека станеме членка на ЕУ, и прашање е дали ќе станеме, затоа што на тој начин им отвараме на сите тука начини. ситуација дека е решен спорот и дека ние сме ги прифатиле сите овие уцени што ги бара Грција. Не, ја поставам така ситуацијата, ни кажува дека ќе се договориме и ние ќе почнеме да преговараме. Значи јас мислев дека пред да дојдеме на емисијата секој собрал елементарни информации. Фазно ќе биде решавањето на спорот. Значи ние нема да не прелажат. Марија, ти правиш дека сме ние наивни, дека ние сме уценети, дека ова е некој големо сценарио. Значи фазното решавање на спорот се случи во 92 година. Да го испереме мозокот на македонската јавност. Тоа сега го говореше ти. Јас тоа не дека го Младен кажав. се договорил со нас, а ти си овдека јадна, стуткана меѓу нас, ние овдека горопадни, сега тебе ќе те убедиме дека ова фазното решавање на спорот за името се случи во 92 година кога се правеше интерим акордот. Ако за 10 години траат преговорите во 2028-та, ќе го имаме Република Илинденска Македонија или Републик Маседонија, Илинден, кога ќе влезе во Европската унија? Како не е, Марија, така? Не е така. Ти се знаеш, само веќе знаеш нашата позиција. Добро да ги прашаме другите, ви благодарам за сега ќе... А се друго знаеш, да. Значи, професоре, не е така. Значи, фазното решавање се случи во 92-та, кога се потпише интерим акордот, кога Грција очекуваше дека ние ќе го разрешиме спорот преку преговори, а ќе ни овозможи влез во меѓународните институции. Тие се чувствуваат дека се искористени заради тоа што Македонија во ниту една меѓународна институција не го користи референцата името, туку своето уставно име. Ние се чувствуваме дека го имаме право да го користиме уставното име, заради тоа што тоа произлегува од основното човеково право на самоопределување и заради тоа што интерим акордот многу јасно кажува дека референцата се користи само во рамките на преговорите во Обединетите нации, а не во останатите институции меѓународни и така натаму. Значи, тоа е фазното решавање. Она што Грција го бара сега е промена на устав сега, за да можеме да почнеме Мехмети, зборувавме за овој дипломатски баланс или можеби дисбаланс. Наскоро веројатно ќе видиме како тој се рефлектира врз позициите во Скопје и во Атина. Го имаме вклученоста на САД, вклученоста на Германија, претпоставувам и на другите европски фактори, британскиот можеби. Како ви очекувате дека тој ќе резултира и каде ќе биде повеќе насочен притисокот сега после овој предлог што Македонија го даде или Илинденска Македонија? Ова е класичен пример на така наречен лидершип, сега не знам како да се преведе. Значи во цел свет функционира тој концепт на лидершип. Значи тој што е избран од народот преку парламентот, нели? Тој има право да предлага овластување, да предлага решенија и така натаму. Значи не може ние како Милошевиќ што викаше не чуем вас. Значи тоа не може така да функционира. Тоа е најголема манипулација дека народот е против ова, против она. Тој народ го избрал Заев. Заев каже дека јас ќе го решам проблемот со името. И Македонија ќе влезе во НАТО и ЕУ. И народ го гласеше за тоа. И односно формираше влада. И не е аргумент дека толку проценти македонци биле против, а овие други не се битни. Тоа е абсурд. Значи не може така. Ако и за влада ако се формираше, ние победевме кај македонци, ние треба да имаме влада. Не може. Или градоначалници албанци тврдеа дека они победеле кај албанците, ама изгубиле затоа што овие имале коалиција со македонци. И тоа е абсурд. И тоа не треба да се прифати. Тоа треба да се одбие. Поготово луѓе што креираат јавно мислење.
Не може со такви аргументи ние да продолжиме и да креираме јавно мислење кај овие млади луѓе кај тие што не гледа. Значи, јас сум убеден дека ова, без разлика дали ќе остане ова решение или ќе се вратиме на ова во Њу Јорк, значи со Нимиц предлозите, без разлика на тоа, самиот факт што Заев излезе проактивно, иако ја мислам дека можем поинако малце тоа да го направи, меѓутоа така го направи, он е премиерот, он има право и Добро, што значи тоа? Тоа значи дека Македонија има многу посилни позиции него што имаше претходно. Односно, сега Македонија има веќе лидершип, затоа му се јавуваат на Заев. Ти ако седиш и чекаш некој да ти предложи решение, ти чека да го прашам народот што ќе ми каже, никој нема да ти се јава по Но исто телефон. така имам чувство дека Заев ја исцрта црвената линија на Македонија со тој предлог. Нема назад со промена на уставот за горна или за северна. Затоа ќе се согласам со професор Бучковски дека ќе оставиме за нив. Значи тоа е дел од пакетот, односно дел од стратегијата за преговарање и Добре, сега не што да седите вие во збориме. владата, можете да зборувате не. Ја не знаеме уште што. Биде, ако јас мислам дека таа позиција е тактичка, значи на владата и она и има право затоа што првпат и има топката. После 23 години македонската влада има топката и вика извини, јас ќе играм се, не Не, подавам. Македонија ја има топката, но Грција го има, нели, ветото и блокадата во секој момент. Збориме за политика, значи не збориме за техничкиот аспект. Техничкиот аспект ќе се реши во Њујорк. Ние правиме муавет за позициите кои се креираат околу ова. Се јас сум уведен дека ќе има многу поголема поддршка за Македонија, која што ја немаше 10 години. За една година ние имаме огромен пресврт. И ова што го направи Заев со изјавата, не знам што он размислува, меѓутоа резултатот мислам дека ќе биде поголем за Македонија за позиции, бидејќи сите гледаат дека овде има некој лидер со кого може да се разговара и човек кој што има став. Не може да биде лидер некој што вика ја разговарам, ама не решавам ништо. Тоа не е лидер, тој треба да работи нешто друго. Тој што е избран, тој треба да одлучува. Decision maker е Добро, тој што е благодарам. избран за тоа. Тоновски, Јас мислам дека приказната не е завршена и околу ова Илинденска Македонија. И веројатно утре и други ден, односно четврток и петок, веројатно ќе повторно тоа ќе биде на маса, на преговарачка маса, бидејќи Заев вчера повторно го става тоа пред македонската јавност, дека наша Илинденска Македонија е сепак нашето залагање, дека е тоа за кое ние се определуваме. Значи не верувам дека тој случајно тоа го кажува, дека нема информации како се движат тие нешта. И мисля дека притисокот на меѓународната заедница е исто така многу голем, но пак ќе се вратам на една тема која што постојано ме збунува, зашто не може да ја сватам логиката. Која е логиката дека ајде сад ќе ги прекинеме преговорите? И што потоа? Никој не кажува што потоа. Никој не кажува кои би биле последиците. Тоа е како да имаш Имам впечаток дека позади таа приказна се крие приказната за Швајцарија на Балканите. Ако некој се уште живее со идејата дека ќе прави Швајцарија на Балканите, во овој ваков глобализиран веќе свет, светот е веќе глобализиран, ако ние мислиме дека глобализацијата е спор процес, не е секаде дојдена, лоша е, грда и така натаму како тако, меѓутоа во овој глобализиран свет, ако некој мисли дека ќе живееме како Северна Кореја, тогаш приказната завршува. Тоа се џабе и анкети, и мислења и така натаму. И уште една работа која што мислам, може би ова ќе заврши како приказна, ќе поминат преговорите и така натаму, меѓутоа ние немаме време за губење. Ние во ниеден момент досега не сме го поставиле суштинското прашање. Што после? Што кога македонците, 1,5 милион колку не има, при тоа мислам македонските граѓани, не има 1,5 милион, која ќе се појави, која одеднаш ќе се отвори еден простор со 500 милиони луѓе. Со не знам колку различни етнички групи, нации, народи, чуда и така натаму. Што ние тука ќе направиме?
Дали ние ќе служиме како, еве, дојда сега, нели, Германија вели дајте ми 400.000 луѓе, сега ќе ги превара, значи ние да служиме како пополнувачи на просторот, или пак ќе влеземе таму во тој конгломерат од 500 милиони луѓе, значи и национално определени, етнички и така натаму, конфесионално, ќе влеземе како, сепак како субјекти. Со едно достоинство, дека еве ние имаме концепт наш, кој што е усогласен со концептот на Европската Унија, за постојање и функционирање на Европската Унија. Се постави Ние прашањето, такво се постави нешто се уште не го имаме направено. што после преговорите, од аспект се разбира на тоа ако не завршат со финале на спорот. Ристевска пред малку кажа неколку тези кои што би можеле да бидат како предмет на разговор, но Македонија де факто останува без НАТО и веројатно и без почеток на преговори за Европската Унија. Каде во тие насоки може да се движиме понатаму, Бучковски, доколку еве и наредните 10 години останеме зацементирани во овие наши граници, овде во кои што видовме досега дека не се снаоѓаме најдобро како држава, како индивидуи, како политичари, како новинари најпосле, како think-танкови? Јас верувам во решение, не размислувам за неуспех на преговорите. Предалеку отидовме и предалеку се подигнати очекувањата на јавноста за да сега преговорите пропаднат. И премногу се вложи за воја на вистината, за 25 години. Но и 2008 во Букурешт имаше големи очекувања, многу Имаше се големи вложивме. очекувања, но немаше ваква решителност. На ден пред самитот решија Груевски и Црвенковски да се договорат дека може да има заеднички предлог Република Македонија Скопје. Затоа што имавме неспособно Министерство за надворешни работи и еден министер кој тврдеше дека нема никој па да искористат грците вето, затоа што тоа е како да имаш нуклеарно вооружување и да го притиснеш копчето и да направиш нуклеарен напад. Сега мислам врз сите пребрежени с кои поминавме. Сменети се околностите. Геостратешки глобализацијата, линијата на која се наоѓа Македонија, реално дискретно воден е овој процес. И затоа за обичниот наш граѓанин некои потези од наша страна изгледаат дека не доликуваат на нас балканците. И ова што повикува Димитров на трпение, на нерви, тоа досега не било наша одлика. Ние во реални ситуации претходно, после една ваква изјава од грчка страна ден по пружената рака или по началната согласност, би ги прекинале разговорите и би се допаднале на јавноста и би одале на нови избори, како што направивме 2008. Значи, кога некој говори дека во 2008 ние не сме прокоцкале шансата, тој не говори вистина и овие млади луѓе кои не паметат пред 10 години биле малолетни, не ја знаат нашата понова историја. Значи, до ова дередже дојдовме заради наши грешки. За среќа сметам дека и меѓународна заедница свати дека во овој нерамноправен диалог, асиметричен ќе биде договорот. Грција е членка на НАТО и на ЕУ, ние сме на мала држава на Балканите која има стратешки важна позиција, која ако се доведе во позиција да нема ЕУ и НАТО перспектива, може да биде повторно јаболко на раздорот и може да го дестабилизира регионот. Сетете се вие што се случи само пред 2 години со едно кумановско диво населје, како целиот Балкан ќе настрадаше. Вие се согласувате ли со тоа дека Македонија повторно може да биде тоа јаболко на раздорот или буре барут кое што ќе мирисе и понатаму? Со промена на името ќе имаме буре барут внатре во Македонија и тоа ќе биде нашиот долгорочен и поголем проблемот со името кон надвор. Едно ќе се сложам со професорот, навистина потрошивме многу време, се подигна очекувањата во земјата околу решението за името, но мислам во неповрат заради тоа што искрено сметам дека овој спор е ирационален, не е решлив. Сметам дека до решение нема да дојде. Она што исто така го тврдам е дека потрошивме драгоцена година кога требаше да се фокусираме кон внатре, да ги консолидираме интеретничките односи, да спроведеме реформи за НАТО и за ЕУ членство.
во И овој исто период. така имаме големи проблеми во интеретничките односи и имаме исто така една ситуација кога во суштина ние поминавме една цела година без реализација на ниту едно од ветувањата за кои што оваа влада дојде на власт. Оваа влада не дојде на власт за промена на името, а целата енергија ја вложи во преговори за промена на името со ветување дека членство во Европската Унија ќе ни ги решат сите останати проблеми. Прво, членството во Европската Унија нема да се случи преку ноќ со промена на името и решавање на овој спор, ќе се случи можеби за 10 години. И заради тоа избрзано сега да го промениме името, треба да дозволиме да почнеме преговори, да водиме вистински реформи. Да кажете, ние да ја создадеме и направиме државата, а подоцна, кога ќе се создадат услови, можеме да влеземе во ЕУ и НАТО. Но ние ако ја направиме државата по сите нишани, тогаш НАТО и ЕУ можеби и нема да ни бидат потребни. Кадарни ли сме тоа да го направиме Ким Мехмети без НАТО и ЕУ? Ибрахим се извинувам. Поедната е што ако имавме ние толку мудри политичари и јавност, и ја би се сложил со тоа, да прашањето со името ние да го решевме од внатре. Значи не од надвор, него од внатре, самите ние да решиме, види. Значи имаш некој тамо што му смета, се буња, а преку неговиот двор треба да поминеш. Практично така му доаѓа фигуративно, треба да поминеш преку неговиот двор. И се ти ако го пцуеш и викаш ти не си никој ништо, јас сум поважен, он ќе ти го затвори патот и ти треба. Јас сум видел такви случаи, сум правил документарни филми каде што луѓето прескакат преку огради, во Албанија има таква населба, прескакат преку огради за да стигнат да напунат вода. Значи нема пат. Пошто овој си купил парцела, други го така, нема, а пат никој не отворил. И ние така одиме со оваа филозофија. Значи ние не ми требаш ти, ако што треба да поминем преку твојот двор, а на крај нема пат. Значи ние ако сакавме така, требаше 91-ва, втора да седнеме македонци, албанци, турци, власи сите заедно и да решиме вака ќе направиме ваква држава со вакво име, со вакво презиме и така натаму и кој сака да не прифати, кој нече не мора. Ја мислам дека сите ќе нече овие ги бива за држава. А ние цело време не направивме ништо од тоа. Како не направивме? Ние си направивме држава во 44-та и истата држава си ја пренесовме само со друго политичко уредување, ве молам. Да заврши. Ја не сам да сакам, секој има право да има свој мислење. Јас сум уведен, значи и ти си прошетала низ свет, и јас сум прошетал, кога ќе видиш што прават луѓето. Еве да ти кажам прост пример, бев во Киев пред недела и пред 23 години. Пред 23 години, значи продавниците беа празни, немаше што да купиш. Нигде. У кафаните, у ресторани имаше само ориз и шиш кебаб. И пијалци. Сега не знаеш каде се свртиш. Значи толку огромен напредок за 23 години од нула. Имате војна. Не пример, најсвеж пример ми е. Значи цел свет оди напред. И Албанија 97 година бев прв пат таму. Тоа беше кал и немаш кај да купиш јадење, да платиш. Сега не знаеш каде да се свртиш. Да не зборам за Србија, овие иако имаат криза. Значи ние да поентираме дека ние мора да имаме стратегија. Не може постојано да се браниме од некакви напади и целата стратегија не е одбрана од некој дека сака нешто да ни земе и дека сака нешто да ни оспори. Значи мора да имаме став, што не можеш постојано да одбива само. Треба да имаш стави и тоа да кажеш дека ние окей ќе направиме ваква и таква промена затоа што имаме ваква цел. А не е став да кажеш дека ние ќе браниме нешто. Што браниме? Значи ние гледаме дека тонеме. Значи тоа што ние го браниме е реформи за ЕУ и НАТО. Тоа е тоа што ни треба. Ние на оваа влада и дадовме мандат за реформи за ЕУ и НАТО. Не и дадовме за промена на името. А они ни го нудат промената на името како quick fix, како некоја брзо решение до ЕУ и НАТО. Без реформите. Нам ни требаат реформите за ЕУ и НАТО и тоа требаше да биде приоритет на оваа влада. Не да се сврти кон надвор, туку да се сврти кон внатре. Тоа е друга тема. Ние реформи правиме 30 години. Илинденска Македонија имаше, ми се чини, еден благ шок или да речам изненадување во соседна Бугарија. Ја слушав министерката за надворешни работи Захариева како објаснуваше дека Илинденското востание
всушност било бугарско востание, дека ова може би добар предлог, но во ниеден момент не се изјасни што тој предлог ќе значи за Бугарија. Денеска разговаравме и во Бугарија, колегата Мишко Иванов со еден од своите колеги и ни представи дел од атмосферата таму во однос на предлогот, бидејќи се чувствуваше дека може да има мал проблеми во Софија, иако сега веќе од оваа дистанца не сметаме дека тоа ќе биде така. Да го чуеме разговорот. Разговараме со Петар Нанев, колега од Бугарија, од бугарската телевизија BTV. Петар, она што е актуелно во Македонија, предпоставувам и во Бугарија, бидејќи оттаму дојде и предлогот, тоа е решавањето на спорот со Грција. Од Софија практично неофицијално беше испратен предлогот Република Илинденска Македонија. Она што ме интересира и што не интересира е како реагираат бугарските политичари, како реагираат бугарските граѓани. Имавме некои изјави што овде во македонската јавност се толкува како можеби провокативни од страна на Каракачанов и министерката Екатерина. Сега добар ден прво да кажем, но најпрво добар ден. Точно е дека имаше провокативни изрази од страна на бугарските власти, дури и по мене. Бугарија е поддржуваш за спорот со името и сака да се реши тоа меѓу Македонија и Грција. Македонија и спора, добре знаете и по-добре од мен дури, че е меѓу Македонија и Грција. Казахте неофицијално, че од Софија дојде името Илинденска Македонија. Неофицијално токму од Софија дојде името Илинденска Македонија, а Каракачанов беше и првиот кој го потврди тоа име. Тогаш имаше 5 други варијанти за името. Съобщи в нашия ефир. До тогава имаше 5 други варианта за името на Македонија. Како реагираат бугарските граѓани? До сега се е тивко и мирно, со исклучок на предходните 2 дена, кога премиерот Заев, каде тој го исклучи бугарското учество од Илинденското востание. Тој на практика исклучи българскиот характер, исклучи българското участие од Илинденско-Преображенското востание. Нека да ви цитирам точно какво каза. Ке го цитирам како точно кажа тој. Илинденска Македонија е држава и општество во која подеднакво ангажирани беа и македонците, и албанците, и турците, и власите, и ромите, и бошњаците, и сите други кои се бореле за слободна и независна Македонија. И преборили за свободна и независима Македонија. В това изказване обаче липсват българите и съвсем нормално е българското общество да се възмути. Во тоа вклучени се и бугарите и сосема нормално е бугарското општество да се вознемири од таквите кажувања. Ви напоменав дека Зоран Заев и Бојко Борисов официјално подпишаа договор за добрососедство меѓу двете држави и го одбележаа Илинденското востание. А сега Заев кажа нешто сосема друго, кога се вратил во Македонија. Малку или многу говорам за едно политичко лицемерие. Говорим за едно политическо лицемерие, защото Зоран Заев, когато е в Софија, говори Заев, кога е во Софија, зборува едно пред нас бугарските новинари, а кога е во Скопје зборува нешто сосема различно. Предпоставувам дека тие зборови ги слушнале и вашите гледачи и сите во Македонија. По всички медии в Македонија. Един од најуважаваните учени в Българија, професор Еден од најомилените во Софија, професор Илчев, оди дотаму, што кажува дека доколку воеводите од Илинденското востание би можеле да ги слушнат зборовите на Заев, нивната реакција би била бурна. То тяхната реакција би била доста сурова и тешка, разбира се, каза го в така образна и хипотетична среда. Бугарската јавност, помни дел од бугарската политичка елита, имаше проблеми со, ако добро се сеќавам, и со името Северна Република Македонија, кој што исто така беше една од опциите. Те опции много, въпрос е, че тук вече сме се спрели нашите Тие опции се во игра и нашите лидери се подготвени и на конкретно име Илинденска Македонија и тоа е веќе во процес на преговори, како што кажа и Заев, на самитот во Софија. След срещата в Софија, ние сме само двама души, аз сум Зоран, тој е Ние сме само двајца, а јас сум Зоран, тој е Алексис, и за тоа ќе треба да се консултираме и со нашиот парламент, со опозицијата и народот, за да видиме дали се тие подготвени за тоа. За някакво мнение, аз съм на мнение, че ще се стигне до консенсус. Ако мене ме прашуваш за мислење, јас мислам дека ќе се стигне до консенсус и Европа е на едно мислење дека треба да се интегрираат земјите на Западен Балкан. Интегриране на Западните Балкани, защото използвам думите тук на австрийскиот лидер Курц. И тука да го споменам и австрийскиот лидер Курц кој рече: ако не влезе Западна Европа во Западен Балкан, тогаш интересите на Турција ќе завладеат со Балканот и мислам дека ќе се дојде до консензус и наскоро ќе бидете наш партнер. Колега Нанев, уште едно прашање. Дали мислите дека воопшто ќе се проблематизира во Бугарија било кое име ако го договорат Ципрас и Заев?
Не мисля. Стига изказванията и Не мислам. посланията на Тука се мислењата и изјавите на лидерите Бойко Борисов, Борисов, Зоран Заев, Ѓорѓе Иванов и Радев. или Румен Радев и двамата президенти стигат да са Доаѓаат компромисни решенија да не се дозволуваат гафови. Такива гафове, каквито е направил Зоран Заев. Мислам дека тој гаф е од невнимание, напротив, мислам дека тоа е типично за бугарскиот карактер. Има някаква цел с това да пропуснеш българския характер в Илинденското преображенското въстание, така че мисля, че не би имало обложение. Мислам дека не би имал замерка од бугарска страна. Тоа е ясно и посланието Тоа на јасно премиера се гледа и Борисов. од размислувањата на Борисов. Самиот факт, че след близо 20 години този договор Веќе е подпишан договорот за добрососедство. Бугарија нема проблем со Македонија од таа гледна точка. България проблем с Македонија няма од гледна точка на тези неща. Благодарам за овој разговор. Петар Нанев, колега од бугарската телевизија BTV. Благодаря и аз. Да, добро, кус коментар на ова. Може ли Бугарија да го проблематизира името Илинденска Македонија? Јас не очекувам. По последната година, заради професионални обврски, многу често сум во Софија и со дел од универзитетските професори кои ги спомена вашиот колега новинар, разговараме интензивно на овие теми. Мислам дека многу по-жешка ќе биде дебатата помеѓу двете комисии кога ќе треба да го имплементираме договорот за пријателство и соработка околу нашата заедничка историја, како тие што велат, инаку за Илинденска Македонија, освен провокациите кои од Каракачанов сме научени да доаѓаат и во други пригоди, не гледам дека има било каков проблем. Така што Борисов и улогата на Бугарија исто така ќе биде значителна во моментот, или ќе се открие дека имаше многу позитивно влијание на начинот на кој досега се водат преговорите. Јас не гледам дека Бугарија би била било каква пречка при евентуалното договарање на името Илинденска Македонија. Добро, благодарам. Тука ќе ги вклучам студентите од правниот факултет. Повелете со прашања за нашите гости. Добро вечер, јас сум Руфа Демиров, студент на политички студии на Јустинијан I и премалку споменавте менување на име би значило и менување на идентитет. Па вака гледано низ историјата, денешна Република Македонија била нарекувана и со други имиња, па дури била дел од разни држави и империи. Дали тоа значи дека низ историјата идентитетот на македонскиот народ до денеска е променет поради тоа што била државата нарекувана поинаку? Благодарам. За кого е прашање? За тебе, Марија. За мене? Да. Океј, мислам дека суштината ја кажав уште во првото излагање, тоа е дека стана јасно во 2008 со преговорите во Букурешт дека не се работи за промена на името, дека позицијата на Грција е промена на сите така наречени редентистички елементи во нашиот устав. Значи, промената би се однесувала не само на името на Република Македонија, туку и на македонскиот народ, македонската нација, македонскиот јазик и македонската православна црква. Тоа е целосна промена на идентитетот на македонецот. Така што, без разлика дали ќе се викам земјата Илинденска, доколку јазикот не е македонски, или Macedonian на англиски, доколку црквата не е македонска, доколку македонскиот народ не се повикуваме во преамбулата на неговото постоење, туку на илиндено македонски или било како друга придавка, во тој случај имаме промена на идентитетот. Промена на името е промена на идентитетот. Вие, ако одите да го промените името во било која институција, значи во матичната книга за родени, ви имате такво право да го направите, но вие добивате друг идентитет. Јас, кога се мажев, требаше да додадам презиме или да го сменам целосно и мојот континуитет во издавачката дејност, како професор, како некој кој што создава и објавува, немаше да има континуитет, заради тоа што се менува идентитетот на личноста. Било каква промена на името е промена на идентитетот и на државата и на народот. Треба да направиме разлика помеѓу идентитет и идентификација. Јас ова го слушнав од еден експерт, не дека е тоа нешто многу што се зборува.
Тоа е идентификација. Така, што е погрешна тезата. И има идентитет е нешто за црквата, сосема друго. Архиепископот на Албанската православна црква е грк. И албанците немат пак се чувствуваат православни албанци. Никој нешто не направи драма од тоа. Значи не е тоа толку и тезата на колегата студент, мислам дека беше многу погодена, дека Македонија, и тоа не значи само македонци, да се разбереме, во Македонија живееме и ние, сите ја доживуваме како своја држава. Барем јас мислам албанците не сум сретнал некој да рече ова не е моја држава. А добро, што би станале албанците во Илинденска Македонија? Илинденско-македонски албанци или како? Ме интересира. Како тоа го доживуваат или албанци? Не се отвара никаква. Албанци од Илинденска Македонија. Не ми изгледа избрана на тој начин да не може да се Сите ќе бидеме илинденци, за да се изгуби македонци. Ова е ноторна глупост што го кажува Марија. Ноторна глупост. Значи колегата кој е студент праша многу логично прашање. Дали кога сме живееле во Отоманската империја имало македонци, дали кога сме живееле во кралството на србите, хрватите и словените имало македонци? Да, со Илинденска Македонија потврдуваме дека имало. Затоа ова го потврдува нашиот идентитет. Ние не сме тиква без корен. Значи илинденците се оние кои го зачна ова што денеска го имаме. Но вакви тези го уништуваат нашиот идентитет. Посебно кога интелектуалци од неразбирливи причини. Сега можам да зборам за конспирации, дека некој сака да пенетрира и во нашата академска елита со некои тези кои за мене се ступидни. Значи ступидно е да тврдиш дека заради тоа што државата која ќе се вика утре Илинденска Македонија, во нејза ќе живеат илинденци. Тоа е голема глупост. Затоа што ќе живее македонскиот народ, во преамбулата ќе пишува дека живееме заедно со народите од други држави, ќе бидат и албанците споменати, турците, сите оние кои се споменати во нашиот устав, јазикот ќе биде македонски, ќе биде преведен македонијан, веројатно додавката ќе биде дека е тоа дел од словенските јазици. Значи се тоа верувам дека и Марија го знае, но од неразбирливи причини за мене создава во овој момент една конфузија за теми кои се апсолвирани. Не може никој да го загрози нашиот идентитет. Каква е таа глупост дека во 2008 со тоа што грците поставиле вето и со тоа што цело време е нешто болдирано на нивното МНР е загрозен нашиот идентитет. Не. Нашиот идентитет со ова што ќе влеземе во ЕУ со НАТО ќе го загарантираме, ќе го забетонираме. Ние сега имаме сериозен проблем. Имаме сериозен проблем. И тоа треба да се соочи посебно елитата на оваа држава, не само политичката. Што ќе правиме утре ако продолжи оваа статус-кво ситуација? Затоа е јасно и ние треба да веруваме. Значи ова што говореше, значи Марија не го изгубила идентитетот, што не го преземала презимето или го преземала незиниот сопруг. Идентификација. Дали била Марија, Марика, Маре, ваква, Ристовска, Даскаловска, не е битно, таа и понатаму е македонка. Така што правиме една небулоза од нешто што треба да ги одврати оние кои треба сега, затоа добре таа пораката, малку трпение и малку храбрење. Ние, убаво кажа колегата, ние за среќа прв пат имаме шанса, одиме во контранапад, да не верувам дека ќе се свртиме на нашиот гол, како што збори Марија, да се дадеме автогол. Голот е веќе празен. Ние на грците сега треба да им дадеме гол и да биде 1-0 за Македонија, а да видиме како ќе биде конечниот резултат. Само да не биде како Амди Бајрам гол со пета, па нема да биде со пет, ова со глава ќе го дадеме, зашто умна е тераме работата. Значи пак да подсетиме. Таму стои македонец, стои јазик македонски со таму со звездичка припаѓа на словенската група на јазици. И тоа е тоа за што ние расправаме сега. Името што ние го нудиме, а тоа што они го барат, друго. Значи грците се истовремено јавно изразуваат. Добро. Не, грците се истовремено треба да биде со отворен. Ја отворено го гледам проблемот дека е и од другата страна, значи Грција не се сложува со таа позиција. Државјани на Европска унија не го изгубиле идентитетот. Внимавајте, имаме ние таму имаме во Европската унија имаме две нивоа. Едното е на националното, односно државното, и другото е европското ниво. Така? Затоа таму пишува за државјани на Европска унија. И сега гркот која поминува таму, или германецот, или не знам холандјанецот, тој не го менува, чекај, до тука сум грк, сега па од тука ќе влезам европјанец. Не може тоа.
Благодарам. Одиме со друго прашање од студентите. Нелогично објаснување. Добро вечер, јас сум Сандра Санишковски, студентка на Правниот факултет на политички науки. Моето прашање е до господјата Марија. Вие кажавте дека не поддржувате никаква промена ни во надворешна употреба, ни во внатрешна, но дали сметате дека, например, Република Илинденска Македонија е подобро име за користење во надворешна употреба, него ли како што сме представени фиром во поголемиот дел од надворешната политика? Немам став. Мојот став е дека не треба да има промена на името. Јас не го поддржував дури ни промената, согласувањето на нашата влада да имаме референца, заради тоа што беше тоа нарушување на меѓународното право и на давање на дополнителни критериуми за нашата земја да влезе во Обединетите нации. Тоа е ограничување на правото на самоопределување и тоа можеме да го видиме дека се случува и не треба да го оправдаме и во други земји во нашиот регион. Тоа го прави, да речеме, Србија во моментов за Косово. Мислам дека идентитетот, се извинувам, сега јас одговарам, а вие потоа. 600 евра плата за редовен професор? И тоа го прифаќате, така? Нема, тоа е замрзнато и нема името, не го даваме. Добро се Значи, релевантна ви е дискусијата. Значи, работата е дека за идентитетот, за прашањата околу јазик, народ, црква, не се преговара. Воопшто, не смеевме да го отвориме тоа прашање. Тоа не беше во пакетот на прашања кои што Обединетите нации го имаа поставено за преговори и тоа не смеевме да се доведеме во ситуација да го разговараме. Како што исто така... Не зборев за влез во НАТО или за Обединетите нации, зборев, вие лично дали сметате дека е подобро да се користи Република Илинденска Македонија, него ли фиром, бидејќи фиром е дел од нашиот Република Македонија, она за кое што сме се само определили уште во 44-та година. Република Македонија. Нема да се употребува во целосна Тогаш надворешна била употреба. демократија. Малку да ја чуеме, Демократска народна. Бидете, ве молам. Република Македонија нема никогаш да се употребува целосно во надворешната политика. Сега ќе бидеме фиром или било што придавка пред Република Македонија. Затоа дали сметате и другите присутни, дали сметате дека е многу подобро да се користи Република Илинденска или Горна Македонија, него ли да бидеме фиром што нема никаква поврзаност со нашата историја, барем неколку што има Илинденска Македонија? Значи, не сум за промена на името, за употреба на Република Македонија, сум внатре и надвор и за реформи кои што ќе не доведат до Европската Унија и НАТО. Заради тоа што со промена на името ние нема да станеме ЕУ членки. Ние ќе станеме ЕУ членки кога ќе се приближиме до законодавството на ЕУ, кога ќе изградиме административни капацитети за спроведување на тие норми, стандарди и вредности, кои што ние ги немаме. Ние сме неспремни за тоа. Така што ова што не залажуваат дека ние сега со промена на името сега бегаме од одговорот, е сосема погрешно. Да, значи прашањето беше фиром или Илинденска, што е по... Јас го одговорив. Убаво. Јас мислам дека мене лично ми смета кога се вика бивша Југословенска република. Навистина ми смета, ми звучи анахроно и мислам дека воопшто не приличи за Македонија се вика бивша Југословија. Тоа некако грдо ми звучи, искрено го кажам ова. И било кое решение што ние ќе го избереме, че не може, јас сум против тоа грците да ни стават име. Не сме ние мали деца, па сега некој кум. Туку треба, значи ова се работи за еден реален процес. Во идеални услови, да, Република Македонија и така натаму. Тоа во реалната политика не функционира така работите. А другото што се однес, поврзаноста помеѓу името и интеграциите, не е точно дека промената на името не е важно, бидејќи видовме тоа со НАТО. Значи, пример, Македонија ги исполни сите услови, но поради спорот со името не беше примена во НАТО. Така да, и ова со Европска Унија, ние може да ги исполниме сите услови, јас сум длабоко убеден дека доколку ние немавме ваков спор, Македонија ќе беше во ЕУ заедно со Хрватска, да речеме. Бидејќи ние бевме меѓу најнапредните во тој процес и 2005 кога беше кандидатскиот статус даден. И од тоаш до сега колку има 10 и кусур години, 10 години ќе ги исполниме сите услови, како што ги исполнија кога ги исполни Румунија и Бугарија
Зашто ние да не можеме да ги исполниме? Прашање е дали исто така Европската унија е спремна за проширување. Тоа е Апсолутно големо да. прашање. Голем Заради интерес тоа има. што Тоа е двајца веќе големи државници ни друга кажаа тема, ми дека се треба да чини, се реструктурираат за да се Јас проширува. сум дека е заинтересиран за Македонија. Толку да? Така што Добро. многу несигурност пред нас. Благодарам. Ајде да Сакам само една реченица. Ајде, може. Значи, треба многу да биде јасно дека во Македонија едни политички сили веруваат во тоа дека иднината на Република Македонија е во НАТО и во европските интеграции, така? Во Европската унија. Бидејќи, еве само прост пример. Сега пред неколку денови, еден таму од хрватската влада вели ние од кога влеговме во Европската унија за 50% го зголемивме извозот од Хрватска. 50%. Вториот дел од политичките сили се оние кои што кобаја ги привидно велат да Европската унија и НАТО, ама поарно да не биде. Добро. Ама каде? Некаде мора да се оди. Празен политички простор нема. Тоа да знаете. Благодарам. Полска 4 пати го зголеми. Благодарам. Да Да оставиме простор. Не, ова е веќе преширока тема. Дај да ги оставиме уште малку студентите. Повелете, колешки. Јас сум Билјана Ристовски, исто на политички студии на правниот факултет Јустинијан I. Имам прашање во однос на цела ситуација земена во предвид. Дали сметате дека има опасност од избивање на нов македонски конфликт или можеби нова општествена поделба кои што деструктивно би влијаат? Како можни последици? Може ова Ристевска го зборуваше ова Бучковски? Значи, реално, во овој момент, имаат тие сили пенетрирани во нашето општество, кои ќе бидат најстрекни ако нема решение. За жал, со една изјава денеска и српскиот председател Вучич потврди дека не е многу среќен што ќе се договориме ние со Грција. И од Баку, тамо од Азербејџан, ни ги пренесува руските тези дека Македонија и Албанија не ги бива Србија, бива Црна Гора. Тоа е срамота. Значи Македонија, ако го реши овој проблем, за класа е на повисоко ниво и подготвени да влезе во ЕУ, а за НАТО веќе да не збориме. Кога влегува Хрватска и Албанија, последните 3 мапа, акционите планови за членство ги препишуваат Македонија. Значи, политичкиот проблемот кај Македонија не е само со Грција, туку со две силни организации во кои ние претендираме да бидеме членки. 70% од нашите граѓани бараат да влеземе во НАТО. Тоа е мандатот кој го има Заев и оваа владеачка коалиција. Да најдат решение да влеземе во НАТО, но со решение кој ќе биде одржливо, ќе зачува нашето достоинство и пред се идентитетот. Другата варијанта е се е можда во Македонија без ЕУ и без НАТО. Пред се треба да се знае дека најсилниот кохезивен фактор меѓу македонците и албанците се токму вербата дека Македонија ќе биде членка во ЕУ и во НАТО. Може само една реченица за... Ајде, кратко само. Според мене, Македонија во овој период е во најсилна кохезија има, меѓуетничка. Значи има прв пат премиер, македонски премиер, кој што е еднакво прифатен и од албанците и од македонците, сите други, не само од овие. Значи прифатени и тоа поддржува, не само прифатен, го поддржува. И тоа е голем капитал. Меѓутоа, тоа не значи дека сите проблеми што сме ги имале веќе не може да се вратат. Тие може да се вратат. Значи не е тоа зидпа да го направиш и тоа. Ова е општество, луѓе и све може да се случи, зависи од нас. Доколку ги оставиме работите нерешавани, може све да се повтори, као што сме виделе во историјата, и затоа е битно и вие како млади и ние како постари што креираме мислење да сватиме дека треба да размислиме за тоа по кој пат одиме и како тоа го правиме, и како зборуваме и како тоа влие на сите не само на нашата заедница. Прашање последно за вечерва. Добра вечер, јас сум Цветковски Никола, студент на политички студии. Сакам да го насочам моето прашање кон професорот Бучковски. Господине Бучковски, вие бевте дел од власта во времето кога истата беше предводена од Бранко Црвенковски. Тој силно се противеше на решение со уставни измени и име за севкупна употреба, односно ерго омнес. Додека пак премиерот Зоран Заев ги прифати истите.
Како вие оценувате ваквата промена на ставови во Социјалдемократскиот сојуз? Ви благодарам. Значи, различни времења, различни се фактичките ситуации. Во времето кога Црвенковски беше начело на владата, Македонија до 2004 го почна патот кој јас како негов наследник го кронисавме, во меѓувреме беше и Хари Костов, го кронисавме со кандидатскиот статус. Македонија беше лидер на западните, на овој дел од Западниот Балкан и немаше никаков проблем. Тоа јас и го сведочев. Премиерот Кармалис велеше: немојте сега опиени од признавањето на Америка да инсистирате да влезете во НАТО под уставното име, зашто тоа нема да го дозволиме. А се друго беше времето кога ќе видите каква била шансата на почетокот во времето на Глигоров и Малевски, каква била шансата во времето на Георгиевски и Димитров, да речеме, каква била шансата во времето на Црвенковски и Митрева или во времето на Бучковски и Митрева, секој пат имало подобри моменти отколку сега. По 2008 по солидарноста што ја покажа членките на НАТО кон Грција, ние немаме проблем само со Грција. Се покажа дека ги добивме на судот, бидејќи правно, вие како млади студенти на политичките науки, ако го гледате меѓународното право, тоа е на наша страна и затоа ги добивме. Ја прекршија времената спогодба, но тоа не ги отвори вратите. Значи, и гледам се и во јавноста се јавуваат некои видни социјалдемократи од тоа време. Да, тие треба да говорат во тоа време беше така, денеска е друго време и мислам дека е често да се признае дека за разлика од тој период, кога СДСМ мислеше дека времето работи за нас и дека ќе помине двојната формула, која за волја на вистината најмногу ја форсираше нашиот покоен председател Глигоров и потоа тоа се наследи, се покажа дека и 140 држави што не признале под уставното име не ни го решава проблемот со ЕУ и со НАТО. Затоа мора да ја смениме стратегијата, да се соочиме со реалноста и да влечеме потези кои пред се ќе го чуваат нашиот идентитет, но и ќе го решат проблемот. Така што мислам дека тоа сега се прави. Благодарам. Тука сакам да ги видиме поентите на вечерашната емисија. Значи, проблемот е опсегот, идентитетот е загарантиран и тоа веќе обезбедено со потребата дека нашиот јазик ќе биде македонски и дека нема никаков проблем, никој не бара да биде промената нашата македонска православна црква, која патем направи додавка дека е Охридска архиепископија пред неколку години и со што не го загрози својот идентитет. Туку напротив, сметаше дека го зацврстува со тоа што трга корените, темелот на македонската православна црква е Охридската архиепископија. По аналогија, ова што нашите го извадија на маса, реално го зацврстува нашиот идентитет. Сите истражувања на јавното мислење ни покажуваат дека над 60% од македонците не се спремни за било каква промена на името. Најлошо е што ако ја направиме промената во таква ситуација, кога имаме 60% од македонците неспремни за било каква промена, ние имаме зголемување на јазот помеѓу македонците и албанците. Значи, си создаваме огромен внатрешен проблем кој што ниту ЕУ, нити НАТО безбедносно не може да ни го реши. Внатрешниот проблем ќе биде долгорочен и ќе биде крајот на земјата. Но ја мислам дека има шанса и последнава, да речеме, објава на премиерот Заев за решението и за подготвеноста за промена за прифаќање на некое ново име, што мислам дека е најпозитивно во овој што предлогот доаѓа од наша страна, значи не доаѓа од брамбена постојано, него првпат сме ние во контранапад, што би се рекло спортски, и тоа е најпозитивното нешто. Вие сакате ли да видите дека земјава се празни, дека земјава се повеќе тендира кон поимот територија, а не држава, и сакате ли да видите дека ние во моментот кога имаме историска можност да го постигнеме она што постојано нам ни недостига, тоа е националниот консензус или граѓанскиот консензус околу едно од најбитните прашања, ние и тогаш тој момент го пропуштаме и го пуштаме оној момент дека ние си имаме синдром на самоуништување и тоа не можеме да се спасиме. Да, речиси час и половина, дури и малку повеќе, дебатираме на тема проблемот со името, особено по последниот предлог, за кој што во наредните 2 дена во Њујорк ќе преговараат министрите на Грција и на Македонија Кодзијас
и Димитров. Почитувани дискутанти, ви благодарам на исцрпната дебата. Ристаска 3:1, но на Фейсбук ќе се каже веројатно колку према колку било вечерва во дебатата. 4:1, заради тоа што беше една жена и 4 вклучени во дебатата мажи, ама за среќа во публиката имаме еднаков број на жени и мажи, така што и днината е еднаква. Ви Во благодарам. дебатата беа тројца вклучени, едниот беше модератор. Ви благодарам. Македонија, Грција, не ние овде. Да, да видиме колку ќе заврши во Њујорк резултатот. Ви благодарам, останете со телевизија 24.